За 2 недели ќе се знае дали ќе поскапе струјата за домакинствата. За сега се знае само дека ДДВ-то за струјата се зголемува од 5 на 10% и дека ќе нема промени во блок тарифите за граѓаните. Откако ќе завршат тендерите на универзалниот снабдувач Ева на Хоум за набавка на струја и на МЕПСО и електродистрибуција за покривање на загуби, енергетските компании ќе ги достават пресметките со трошоците до регулаторната комисија за енергетика. Првиот човек на регулатор на Марко Бислимовски вели дека проблематични би можеле да бидат трошоците за покривање на загубите со оглед на превисоките цени на струјата на берзите. Тој уверува дека наредната година ќе нема потреба за увоз на струја за малите потрошувачи и домакинствата, а тоа можело да се избегне и годинава ако не се случиле преминувањата на фирми од слободниот на регулираниот пазар. Доколку на тие тендери има екстремно високи цени, што е многу веројатно, бидејќи денеска во моментов цената на Купекс е нешто над 400 евра за мегават час, ќе видиме дали тогаш ќе има потреба повторно ЕСМ да дава далеку пониска цена за загубите, отколку што таа што би била на слободниот пазар на електрична енергија. Неколку јавни предпријатија, меѓу кои Скопски водовод и канализација, веќе побарале од регулаторна да им одобри да ја поскапат водата за пиење. И покрај тоа што РКЕ има утврдени цени за следната година, зголемените трошоци за струја си го направија своето. Токму затоа неколку фирми доставиле нови пресметки со поголеми трошоци. Од регулаторна комисија потврдуваат дека вакви барања пристигнале и дека забрзано ги анализираат. Кога ќе ги носиме одлуките, имајќи во предвид дека регулаторната комисија за енергетика носи минимална и максимална цена, нашите одлуки ќе бидат постоечките цени да се наоѓаат помеѓу минималната и максималната цена, па понатака советите на општините кои што ја носат крајната одлука за примена кои што се применуваат за домаќинствата и останатите потрошувачи нека се донесат. Првиот човек на регулатор на Бислимовски вели дека обвинувањата дека комисијата спротивно на прописите носи разни одлуки за цените на нафтените деривати, струјата и слично не држеле вода. Правилата биле стриктно назначени и морале да се почитуваат. Регулаторната комисија веќе 5-та година поред е прогласена за најдобар регулатор од страна на секретаријатот на енергетската заедница.